во текот на истражувањето спроведовме 4 фокус групи, и тоа во Скопје, Велес, Струмица и Гостивар, како општини кон кои гравитираа и други општини, значи не само представници од тие општини, туку и во регионот околу тие општини беа учесници во овие фокус групи, и тука можеме да извлечеме неколку заклучоци. А тоа е дека Македонија е во континуирана изборна кампања или кампања која се води насекаде, и на теренот, и преку медиумите, и во институциите. Веќе според некои од испитаниците, веќе по крајот на првата година од доаѓањето на власт на сегашната власт, меѓутоа особено изразени се овие состојби по изборите, вонредните избори во 2008 година. Ние се уште дознаваме за случаи на сериозни изборни нерегуларности, луѓето се одважуваат дури по подолго време да зборуваат за тоа што се случувало во нивните средини за време на локалните избори, како и за време на председателските предвремените парламентарни избори во 2013, односно 2014 година. Тие извештаи, општирните извештаи, секако дека можат да се однајдат онлайн на нашата веб страница, меѓутоа можеме да кажеме дека кампањата е непрекината, дека институциите функционираат со една единствена важна и главна цел, а тоа е да обезбедат одржување на власт на структурите на моќ кои се во моментот на власт, и секако да го одржуваат или јакнат рейтингот на структурите на моќ. Можеме да ги споменеме само уште и демографските интервенции кои ги се отсликуваа преку гласањето на жителите од Пустец, Албанија во 2013 година, многу видливо, особено видливо во општина Центар, меѓутоа во пософистицирана форма ги видовме и во 2014 година, кога гласаа во неколку општини во Македонија, а секако и во Скопје, но ден пред тоа секако гласаа и како диаспора во Тирана, Албанија. Илјадниците фантомски гласачи за кои дознавме во само двонеделно истражување на малата екипа на Цивил во 2014 година, можеа да веќе ни навестија дека нешто навистина сериозно се случува со изборниот систем во Република Македонија. Тие фантомски гласачи, неколку илјади фантомски гласачи кои ги откривме во Скопје, се придружија и на голем број фантомски гласачи кои нашите наблюдувачи ги открија и во Охрид, Ресен, Кичево, Битола и Куманово. Гласањето со повеќе лични карти или патни исправи се бележи во помал обем во 2013 година, додека за време на изборите во 2014 година станува повеќе од јасно дека во земјава циркулираат повеќе документи отколку гласачи. Подкупот, заканите, уцените и други видови притисоци се очигледни и се присутни со години. Тие се особено изразени во 2013 и 2014 година. И да не должам понатаму, ние по долго размислување, анализирање, собирање податоци, по долго мерење и премерување на сите наши ставови и на целиот материјал кој е навистина обемен со кој располагаме, нам не ни преостана ништо друго освен да констатираме јасно, недвосмислено, дека локалните избори во 2013 година, председателските и вонредните парламентарни избори во 2014 година се избори кои се нелегитимни, а врз основа на сето тоа што го дознаваме и во последно време,
за наводите кои ги дознаваме и од самата опозиција, а кои досега никој сериозно не ги порекна, можеме да ставиме еден многу сериозен, многу голем знак прашалник и на законитоста на овие изборни процеси.